се наоѓа отворчето и папокот во семенката? Семенката, отворот и папокот се наоѓа во средината. Со кој бројче треба да ги означите папокот? Со бројот 1 е кој? Папокот или отворот за вода? Отворот за вода. А по 2? Папокот. Како се нарекува? Се нарекува семеница. Служи за заштита од надворешните влијанија. На кого? На семенката? На семенката. Со кој бројче треба да го значите семенката? Со бројчето 3. Со бројчето 3. Може ли да ми го најдете ембриончето каде се наоѓа на семињата? Ембриончето на семињата се наоѓа. А со која бројче треба да го значите? Со бројот 5. Со бројот 5. Котиледони има графчето? Графчето има 2 котиледони, кои значиме со број 4. Со бројчето 4, а зошто ни служат котиледоните кај графчето? За исхрана. На кого? На ембриончето. На ембриончето. Цвекло, ориз, јаготко, лимон, модар паслиџа, пиперка, пченка, пченица, граб, слива, марула. Добро. Од што ви? Ова е спанач. Добро, залепете го тука. Кои уште не ви се долепени? Ова од што е? Ова е од цвекло. Од цвекло. Означено. Лепенката. Дињата. Која е дињата? Ова е диња. Добро. И ви останува уште портокал. Ова е портокал. Ова е прашо. Прашо. И ова е Портокал.
која почва е најнеповолна за растење? Затоа се приметува дека тука не израснува гравче. Во хумусната и во песетливата гравчињата пораснале најнормално. Од сите почви на хумусната почва затоа што натре има природно ѓубриво. Значи најубаво расте гравчето во која од овие три почви? Во хумусната. А најнеповолна за растење е глината. Ајде сега да објасниме. Која е причината поради која што во едната чашка е пораснато гравчето, а во другата чашка воопшто нема пораснато ништо? Дали е причината дека немаме посадено гравчиња во неа или е нешто друго? Има гравчиња во двете, но во тоа што е пораснато има вода, а во другото нема вода. Значи немаме ставено во чашката воопшто вода? Добро. Кои се условите кои што се потребни едно семе да порасне откако ќе го посадиме? Најпрво треба да има здраво и зрело семе, сончева светлина, вода, воздух, минерални материи, најубава почва е хумусната.